Да се посетиме уште еднаш комплетно како изгледаше светилиштето и пред се дворот или преддворието, затоа што вечерва ќе го напуштиме. Да, значи олтарот, најнапред, мислам тука го гледам и влезот, нели, онака шарен малку, во однос на целата ограда, која што нели беше од бел лен и ги имаме двата елементи во дворот. Тоа е жртвениот олтар, нели, зборувавме за него, и мијалникот. И сега што имаме во првиот дел од светилиштето? Еве, што имаме, вклучително дури светињата на светињите овде. Значи, три елементи имаме во првиот дел од светилиштето: светилникот, да, кој што бил на јужната страна, масата со лебовите, за која што ќе зборуваме, ќе почнеме да зборуваме вечерва, тоа е на северната страна, и таму пред завесата на вториот дел од светилиштето се наоѓал каделниот олтар. Да. Малку постара слика, не знам, односно цртеж, како и да е, да имаме чисто представа од прилика како изгледало, но најнапред само да спомнеме глобално, рековме дека искуството на предворието беше искуството на оправдување или може да кажеме доаѓањето кај Христа. И сега овој првиот дел од светилиштето е искуството на посветувањето или одењето со Христа. Сега може би малку и појасно станува зошто Енох Господ го зема горе, жив, затоа што тој одеше еднакво со Бога, што веќе влезе, тој беше во домот Божи, така да кажеме, и природно беше едноставно Господ да го земе горе. Посветувањето исто така е многу битен дел од нашето христијанско искуство, затоа што, еве ќе спомнам најнапред стих од Павле во Ефесијаните 4:13, вели: додека сите не дојдеме до единството на верата, еве сега единството овде, и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. Значи тоа растење со Бога во вториот дел од светилиштето, и желбата Божја е да дојдеме до оној совршен човек, да се усовршиме до полната мерка на Христовиот раст. Значи да заличиме на Христа и последователно на тоа и ќе го имаме и Христовиот ум, како што денеска нели беше темата на поуката. И ако е тоа случај, тоа што автоматски имаме и единство. Да отвориме во Излез 37 глава и тука ќе го видиме описот, значи, на масата со лебовите. Излез 37 од 10 до 15. Значи најнапред да го видиме описот, како изгледало од прилика. Изгледала масата, иако во Константинов, кој што јас обично го преферирам како превод, стои стол. Видите како Господ ги измешал јазиците на Вавилонската кула, што дури со северниот наш сосед не можеме да се разбереме, затоа што ако тие ви кажат остави го тоа на столот, ние ќе мислиме на столот, а не на масата. Така Константинов предпоставувам, не знам зошто, ама е 10 стих вели направи стол, или направи трпеза е во ревидираниот превод, или маса, и тоа го знаеме. Направи, значи, маса од багремово дрво, долга 2 лакти, или стол овде вели долг 2 лакти, широк 1 лакот, а висок лакот и пол. Значи не била голема, нешто многу маса. Го опкова со чисто злато,
и му направи раб од злато наоколу, завршен појас. Веројатно тоа горе. И му направи раб наоколу, широк една дланка, за работ наоколу направи завршен златен појас, му излеа 4 златни колца, они од страната што се, потоа ги прицврсти колцата за 4 негови ножни агли. Колцата беа непосредно под работ, како рачки за ластегарките, за да може столот, односно масата, да се носи. Тоа го, да. Ластегарките, а? Ластегарките за носење на столот ги направи од багремово дрво и ги опкова со злато. Значи, како што и минатиот пат спомнавме, за разлика од предворието, кај што се било опковано со бронза, овде се е злато. И тоа самото по себе многу кажува. Да отвориме и во Левит, овде имаме додаток на тоа околу лебовите конкретно, од што биле направени. Левит, 24 глава, од 5 до 10. Или, како има да е, трета Мојсеева, да. 24, 5 до 10. Вели, земете пченично брашно, значи биле од пченично брашно направени, и измесете од него 12 лебови, секој леб да тежи по 0,2 од ефа. Че еднаква тежина. Поставете ги во 2 реда, како што ги гледаме на сликата, значи по 6 леба во 2 реда, 12, на чистата трпеза пред Господ. И во секој, да, овде па вели трпеза, да, и во секој ред ставете и чист темјан и сол, и тоа нека биде крај лебовите како спомен, жртва за Господ. Секој саботен ден, значи многу интересно и важно, секој саботен ден постојано да се принесуваат лебови пред Господ од синовите израелски. Тоа е вечен завет. Тие да му припаѓаат на Арон и на синовите негови, значи на свештениците, за да ги јадат на свето место. Тоа е голема светиња за нив од жртвите Господови, овековечена со закон. Значи, видовме од што била направена оваа маса и забележавме дека требало да има секогаш 12 леба во 2 реда, како што гледаме на сликата, од пченично брашно, со точна тежина, значи големина, сите лепчиња, и саботата бил денот кога се менувале. Значи се донесувале, молам? Како беше, да видиме сега, да се подсетиме, значи, по 0,2 од ефа. Треба се провери да се види, не се бавев со тоа баш. Значи, 0,2 од ефа. Според Броеви 4.7, уште лебот и се нарекува леб на постојан принос. Ова многу кажува. Леб на постојан принос. Свештениците, Јани скоро зборуваше баш, мислам минатата сабота, кога беше за Христовиот роденден, кога зборуваше именувањето на оние редови свештенички, се менувале, значи служеле секој ред по една седмица, и именувањето на редовите било во саботата. Значи, оние кои што завршувале со утринската жртва, а оние кои што започнувале, свештеници, почнувале со вечерната жртва. Меѓутоа, заедно се среќавале тука некаде измеѓу и тука се менувале лебовите. Се тргале старите и при тоа се внимавало да не биде тргнат скроз стариот, а да не биде ставен новиот. Значи, она што кажав, леб на постојан принос. Постојано морало да има леб на масата. Чи свежи лепчиња се ставале секоја сабота. И тука и се менувало, значи, тој свештенички ред. Леб на присуството или постојан принос. Лебот како леб е неопходно за животот. Денеска стана збор за мене и за Андреј. Да. Сега слушнав дека некој многу од вас и не јаде леб или се учите да не јадете. Не знам, јас сум македонец.
А тоа значи самото по себе лебар. Се разбира, денеска, мислам, тие лепчиња и овој леп денеска е голема разлика. Живееме во 21. век, не знаеме ни што јадеме, но секако леп, кога ќе се спомне леп, навистина е неопходност за животот. И како што оној телесен леп ни е неопходен за живот, така и духовниот ни е неопходен за нашиот духовен живот. Матеј 4.4, оној познат стих, кога Исус е кушан во пустината од ѓаволот и, знаете, при она прво искушение, кога бил кушан да од камењата направи леп, затоа што веќе 40 дена не вкусил ништо. Тој рече во 4. стих, напишено е, човекот не ќе живее само од леп, туку од што? Од секој збор што излегува од устата на Бога. Божјото Слово е неопходно за нашиот духовен живот. Денеска исто стана збори време на пуката. Ја затоа и, може би, коментарите, дел од коментарите ми беа во тој правец. Значи, многу е битно, знам дека брат Зоран секојаш повикува и темата ни е таа, значи, пазите, постојано, не е доволно само саботата. Во сабота се менувале, во сабота дојал свеж, нов леп. Меѓутоа не е доволно само сабота. Што би било ако само еднаш неделно јадеме? Не знам кој би издржал и колку би издржале. Така и со духовниот леп, духовната храна. Значи, за Библијата мора да најдеме време. Како што наоѓаме време, јас денеска спомнав, ја не верувам дека добро, секој има своји обврски, знам, верувам дека некои имате и напорна работа и сето тоа, меѓутоа не верувам дека не наоѓате пола саат, барем од текот на денот, може би да изгледате некое видео. И тоа може да биде проповед, не велам. Меѓутоа не е исто. Може да биде и прекрасна проповед, и тоа е позитивно, добро, се. Меѓутоа, да не најдеме време за Божјата реч, тоа е катастрофа. Значи, тоа со текот на времето ќе се покаже во нашиот живот. Затоа што проповед како проповед, окей, може да биде одлична, ви кажав, меѓутоа може да биде и јас лично рековме духовна храна. Многу е битно од проповедта да добиете духовна храна, духовно да се нахраните. Некогаш, јас сум гледал видеа, меѓутоа останувам духовно празен, иако ќе изгледам проповед некоја. Не знам, сега тоа може би е индивидуално искуство, зависи кој како, меѓутоа верувам разбирате што сакам да кажам. Значи, ние сме духовни битија, ако духот не ни се нахрани, еве, во сабота или било кога, значи секој ден рековме, Библијата е таа која што е, не знам, Словото Божие е чудесно. Словото Божие чудесно делува во нашите животи, ако му дозволиме секако, со посредство на Духот Свети. И потребна е таа духовна храна. Јас не знам, пак ќе кажам, значи ако 2, 3, 5 дена вие немате доволно добра духовна храна, изумира духот. Целта е, ако земете Римјаните 8 глава, каде што нели духот и телото постојано се во некоја борба, ако вие го, значи целта на христијаните да го умртвува телото, да го храни духот. Ако е спротивното, не е вред тоаш. Тогаш, не сакајки, ќе отидеме и ќе станеме, не дај Боже, телесни. Значи, така да, многу е необходно, како што вели овде Исус, да живееме и тоа од секој збор што излегува од Божјите уста. Зошто од секој збор? Од секој збор што доаѓа од Божјето Слово, ние денеска може би Божјиот глас не го слушаме, ама ова е Божјиот глас. Зошто? Затоа што целото писмо е од Бога дадено и целото писмо вдахновено, целото. Не можеме тука да бираме. Еремија 15:16 вели: кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав.
Заборев да става еден прекрасен стих, ама пред службата ми текна и го најдов. Значи, го голта Словото, значи, се насладува од Словото. 119 псалм, 103 стих, прекрасен стих. Колку се сладки на моето непце твоите зборови, посладки си од мед во мојата уста. Јас верувам дека почесто ќе се дружиме со Библијата ако вака ни е сладка Божјата реч, ако вака ја доживуваме. Да, Божјата реч е и меч со две острици, нели, како што се вели во еден друг стих. Но, ако се научиме да го храниме духот, нашиот дух ќе бара уште повеќе и, како што вели овде псалмистот, ќе ни биде сладка, посладка и од мед. Или Јов вели во 23 глава, 12 стих, Јов 23:12 вели: не отстапувајте од заповедите неговите усни, ги чував словата на неговата уста повеќе отколку секојдневната храна. Оваа храна е многу поважна и од телесната. Секако е важна и телесната, за да обстанеме во телото. Но духовната е многу поважна, затоа што знаеме во каква духовна битка сме. Дури самиот Павле во Филипјаните, ова се стихови кои што ќе ги проучуваме следната сабота. Филипјаните 2 глава од 14 до 16, денеска беше до 11 стих, така беше, да. Значи, за следната сабота се овие стихови, предпоставувам, пошто идеме така хронолошки. Видите што вели, правете, вели, се без ропот и двумење, значи Филипјаните 2:14 до 16. За да бидете безпрекорни и чисти, непорочни Божји чеда, среде опак и расипан род, меѓу кои светите како светила во светот, држики го цврсто словото на животот. За да имам со што се фалам, вели Павле во Христовиот ден, дека не трчав напразно и дека не се трудев напразно. Држики се цврсто до словото на животот, ние стануваме безпрекорни, значи во тоа растење, во првиот дел од светилиштето се очистуваме, стануваме се почисти и доаѓаме до оној Христов раст, посакуван раст, до она совршенство кое што Господ го посакува. Го спомнав стихот во 2 Тимотева стиховите, 3 глава 16 и 17, кај што вели дека целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата. И 17 стих вели, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Колку е неопходно Словото за секој аспект од нашиот духовен живот. Се разбира, и самото Слово е Исус, меѓутоа и централна фигура во Словото е Исус. Самиот тој, онаа недела, наутро, кога им се придружил на двајцата разочарани ученици на патот кон Емаус, ке им го каже тоа. Значи, во Лука 24 глава, 25 до 27 ги читам стиховите. Што им вели Исус? Им рече: о неразумни и спори во срце, за да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли Христос да го претрпи тоа и да влезе во својата слава? И кога почна од Мојсија и од сите пророци, им протолкува што е пишено за него во целото писмо. Писмото укажува на Исуса. Јован 5:39 познатиот стих. Вие ги проучувате писмата, зашто мислите дека имате вечен живот во нив и тие сведочат за мене. А според Јован 1:1, тоа слово, кој што беше Бог, односно е Бог, стана тело, 14 стих од Јован 1 глава, и се настане меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. Словото се отелотвори, замислете. Исус. Словото се отелотвори. И затоа нема да ни требаат Библии на новата земја, не знам кога скоро зборувавме.
сите посекуваме да слушнеме некоја проповед од Исус, тоа живото слово ќе биде пред нас. Да, тој како дете, сега ми текнува, значи на 12 години во храмот се сеќавате кога се задржал, ги расторил, така да кажеме, со наш речник, свештениците од тоа време, дете на 12 години, кој што не се школувал во рабинските школи, туку дома, како што Марија клечела пред неговите нозе, така и тој со Библијата, и веројатно тука поучуван и подпомаган и од неговата мајка, израснал до познавање на Словото до тоа ниво, нормално, затоа што се нели откажал од божествените прерогативи, иако е тој Словото, се отелотвори, сега требаше да расте, нели, да биде како еден од нас. И едноставно на 12 години имаше такво знаење што можеше да им биде учител на учителите тоашни. Зошто? Затоа што секој ден се хранеше од Словото. Че ако Исус е Словото, тогаш нашиот однос кон Словото всушност е наш однос кон Христа, кон личност. Не е ова само хартија. 2 Петрово 1 глава 20 и 21. Ова повеќе може би за оние неверници, кои што едноставно не веруваат на Библијата. Како било пишува на Библијата? Знаете го ова пред се. Ниедно пророштво во писмото не може да се толкува како кој сака. Зашто никогаш пророштво не дошло од човечка волја, туку светите Божи луѓе зборувале носени од Светиот Дух. И не само пророштвата, туку секое слово, се што е овде запишено е инспирирано Божие слово, инспирирано од Духот Свети, напишано од колку и да се писатели, не знам, 40-тина. И затоа има многу поголема важност словото отколку мислењето на било кој. Затоа и денеска реков, значи може и јас да излезам овде, може Јани, може Петко, Трајко и да каже толкување на словото и може да е точно, окей, и треба да е. Тоа е големата одговорност на свештеникот, како свештеник, а и на самите свештеници во светилиштето, имале огромна одговорност. Веројатно понатака ќе стане збори за тоа. Значи, она што ќе се изнесе, да биде кажано како што Господ го кажал. Она што намеравал Господ да каже. Денеска малку спомнавме за славолюбието, за оние кои што сакаат своја слава. Во Јован 7 глава, токму кога му замеруваат на Исуса за тоа, кога велат на собраните, од каде овој ги познава писмата кога не учел. Значи, тоа е на празникот Сеници, 7 глава Јован. Да, 15 стих вели, затоа јудејците се чуде и велеа како ги познава овој писмата кога не учел. Се мисли на тоа, не учел во рабинските школи. А интересно е што таму многу повеќе се проучувале Мишна и Гемара. Тоа се тие толкувања или како се вели, коментари на Словото. Мишната била повеќе коментар на Гемарата, значи, и нешто слично што за жал денеска се случува и по нашите школи, кај што наместо Словото помалку е застапено отколку коментари на некои теолози. Не може да има таква сила како самото Слово. Затоа Словото е најважно и затоа треба сите самите да испитуваме како е. Се сеќавате на христијаните од Берија, како биле Вереја, како и да е во преводот, биле пофалени за тоа што испитувале секој ден дали е така. Значи, како ги познавај писмата? Тогаш Исус им одговори и рече, мојата наука не е моја, туку на оној кој ме пратил. Често оно што го зборувам е Божја наука. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, многу битен елемент, за да знаете дали науката и она што се предава е од Бога или не.
Ако некој сака да ја твори Божјата волја, значи, треба да сакате да ја творите Божјата волја. Треба да имате љубов кон вистината, за да препознаете дали тоа е вистина. Ке знае дали наукава е од Бога или зборувам сам од себе. И внимавате 18 стих вели, кој говори сам од себе, а за жал денеска ги има многу такви, значи ја спомнав денеска имате и видеа, да се изнагледате. Меѓутоа, опасноста на таа технологија е во тоа што, ајде да го дочитам стикот, па ќе го спомнам и тоа. Значи, кој говори сам од себе, ја бара што? Својата слава. А кој ја бара славата на оној кој го пратил, тој е вистински, во него нема неправда. Или Исус кажува, јас тоа што го зборувам е науката што сум ја примил од Отецот. Тоа е и нашата должност. Сите ние кои што застануваме тука, да го изнесуваме Словото е да го изнесеме оно што како Господ го кажал. Значи, како сме го примили од Господа. И секако за тоа е потребен Дух Свети, секако. Значи, која е опасноста денеска од таа техника, знаете? Посебно ако станете посебно интересен, вака и имате доста прегледи на YouTube и тоа може да ве удри во глава, зависи до човекот нормално, и да почнете да зборувате и што треба и што не треба, за да бидете по-присутни и за да бидете погледани, а затоа што па тоа па и носи, може да донеси и некоја финансиска корист. Така да, денеска има многу повеќе опасности од кога било порано. И многу е битно човек да остане понизен, спуштен долу и да го изнесува она што е од Бога. Па макар и, како што обично се вели, знаеме, вистината никогаш не била популарна. Јован 14:26, ова е помошта што можеме да ја добиеме од Духот Свети, и затоа што ако ја немаме таа помош, ние самите, водени по нашиот ум, може исто така погрешно да толкуваме. Вели, а утешителот пак Духот Свети, кога што Отецот ќе го испрати во мое име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Во 17 стих од истата глава е наречен Дух на вистината, а исто така е наречен и во 16 глава Јован, 13 стих, тој да го прочитаме стих, Јован 16:13, вели, ако ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ви упати во сета вистина. Светиот Дух е тој кој што не упатува во вистината, затоа е неопходна е молитва и да бараме водство токму негово при секој отварање на Словото. Значи, јас секојаш преферирам, ја не сум против она редовно читање на Библијата, окей, ја не го практикувам, и тоа ја преферирам, ако треба 2 стиха, ама пола саат проучување, студирање на Библијата. Не само онака читање. Меѓутоа и тоа не е лошо, значи чисто да се подсетуваш и Господ нормално ти открива и нови работи, каде си, што си, настани, едно, друго, се повеќе да се фиксира во главата. Тоа е секако добро, меѓутоа мора да најдеме начин и време да ја студираме Библијата. Тоа е она што е најнеопходно. Она духовна храна што велам јас, за да го нахраниме духот. Значи, кога ќе дојде тој Духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува само од себе. Духот Свети не зборува само од себе. Исус не зборувал само од себе, Духот Свети не зборува само од себе. Значи, Светиот Дух го прославува Исуса, Исус го прославува Отецот. Ние, ако сакаме да го прославиме Бога, тогаш не треба да зборуваме сами од себе, а вели ќе го зборува оно што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Што е потребно за да бидеме сигурни дека Духот не води во проучувањето? Ево, денеска исто нешто се начна, значи Светиот Дух исто многу битен во единството.
то треба да го бараме прво. Господ нема рекол, барајте, чукајте, и ќе ви се отвори, ќе добиете ако барате. Значи, и така, ако вие, кои сте зли, Лука 11:13, можете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе небесниот татко ќе им даде свети дух на оние кои го молат. Значи, треба да го измолиме, треба да молиме Отецот да ни го даде Духот Свети, кој е еден од најголемите дарови, секако со него и многу други дарови. Клучен момент исто, оно што го прочитавме во Јован 7:17, кој сака да исполнува неговата волја, че мора да бидеме волни, да сакаме да твориме Божјата волја. Значи да го бараме Духот, но и она што ни е веќе дадено, и она што веќе ни е откриено, да го живееме. Таа светлина, да одиме во светлината. Тоа е тоа одење низ во процесот на посветување. Не можеме да останеме во место. Значи, нова светлина Господ може секој ден да ни дава и ние треба да бидеме волни да одиме во таа светлина. А за да тоа биде така, тогаш треба да сакаме да твориме Божјата волја и да ја сакаме вистината. Ако кога сме веќе кај љубовта кон вистината, се сеќавате на оние стихови во Второ Солуњаните, Павле не предупредува на една опасна работа. Второ Солуњаните, 2 глава, 10-11. Ова е проблем, знаете, денеска, ние често пати велиме, се знаеме, може би, под наводници, се, никојаш не можеме да знаеме се, секојаш има нешто ново да се научи, но многу знаеме, имаме знаење, ама некако во животот тоа не ни се покажува. Кој е проблемот? Може да ја имаме вистината, ама дали ја сакаме вистината? Ако ја сакаме вистината, тоа ќе ни биде посладка, значи Библијата и од мед, и од храна побитна, телесна храна и така натаму. Значи, Второ Солуњаните, 2 глава, 10 и 11, ни објаснува и ни кажува, ја само ќе го, нема да ги читам, читајте ги вие, оние кои не ја примаат љубовта кон вистината, Господ ќе им прати заблудна дејност или заблуда да поверуваат во лага. Видите, многу е клучно да имате љубов кон вистината. Да ја љубите вистината, да го љубите Словото. Со тоа го љубите Христа, нормално. Затоа што ако ја немаме љубовта кон вистината, а само теоретски ја познаваме, тогаш многу лесно може да бидеме и заведени. На крајот, мислам, ова не е крајот за проучување со овој дел, овој елемент, кој што видовме колку е битен, лебот наш насушен, дај ни го денес, како што се вели во молитвата, навистина е насушен и многу потребен. Значи, гледаме колку е важно претходно да сме имале едно вистинско искуство во предворието. Значи, тука имаме и понизност, и предавање, и покорност, затоа што само покорните може да бидат водени од Духот Свети и да го добијат Духот Свети, за да можеме сигурно да напредуваме и понатаму во процесот на посветување, односно во првиот дел од светилиштето. Тука ќе застанеме, продолжуваме понатаму. Слава нека му е на Бога за сета ова откривена вистина. Амин.